Председателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Точна е констатацијата дека после 3 месеци од поднесувањето на оваа иницијатива за информација за откупот на реколтата 2020-2021, многу од ставките и точките кои што беа предложени овде веќе го надмина временскиот рок на својата имплементација, зашто не наидовме на слух кај мнозинството и откупната сезона е таква каква што е. Сите се согласивме дека истата е катастрофална и е во лоша насока за самите тутунопроизводители. Меѓутоа, насоките кои што им ги дава министерот за земјоделие и заменик министерот на тутунарите со секојдневните изјави дека тие се виновни за недоговореното производство, во насока дека не ги почитувале договорените количини и дека клучен фактор за лошата откупна сезона е токму оваа состојба со недоговорени количини на тутун, бидејќи земјоделците не се придржувале на договорите. Да, склучувањето на договорите е засновано на правила и на слободна волја на оние кои што го склучуваат. Меѓутоа, овде улогата на државата е да ги воспостави правилата на игра, кои што треба да ги почитуваат откупните пунктови, а секако и тутунопроизводителите. Во дадениот момент, совети од типот на тоа дека не треба да произведувате повеќе, мислам дека се небулозни и навредливи за самите тутунопроизводители. Ова го кажувам од една единствена причина, бидејќи причинско-последична врска за сегашната состојба со откупот на тутунот е токму неприфаќањето на овие добромерни предлози и насоки кои што ги имавме доставено во самата информација, за кои што, доколку ги разгледавме навремено, а не после 3 месеци, за истите дел да беа имплементирани, ќе беа добредојдени за самите тутунопроизводители и немаше да се доведеме во ситуација во која што сме денес. Од тука и всушност кои се и придобивките од самото тутунопроизводство, односно ја уништуваме најголемата фабрика за вработување во Република Македонија. Меѓутоа, има неколку клучни точки кои што ги наведовме во самата информација, и тоа значењето за производството на тутунот има директен импакт, односно има социјална улога со вклучување на приближно 70.000 земјоделци кои својата екзистенција ја наоѓаат во тутунопроизводството. Економската улога, имајќи го во предвид ангажирањето на дополнителни сектори кои што се ангажирани во однос на тутунопроизводството, како и финансиското значење со оглед на вкупната висина на средства кои се реализираат во буџетот преку неговото производство, преработка и извоз, односно данокот и акцизата во прометот. Почитувани, наместо да ги стимулираме оние кои што сакаат да работат, ние, односно министерот им вели не произведувајте повеќе. Причинско-последичната врска која што ја спомнав е токму ситуацијата во која се наоѓаат и денес овие граѓани. На праг, односно во полнеќе склучување на нови договори за наредната реколта. Доколку беа прифатени добронамерните насоки и предлози, немаше да се доведеме во ситуација да истите склучуваат договори по истите правила кои што ги одредува државата, а по слободна волја со кој откупен пункт и кој тутунопроизводител каде ќе го склучи својот договор е нивна волја. Меѓутоа, правилата на игра ги одредува државата. Во дадениот момент се игра по правила на игра кои што се од претходната година, а со овие правила на игра видовме во каква ситуација се доведоа овие граѓани, односно овие тутунопроизводители. Истата ситуација ќе ни се повтори и во наредната сезона, со тоа што, внимавајте, откупните пунктови кои што не добија лиценца за откуп на овогодинешната реколта, притисокот од овие околу 800 тони на тутун ќе биде врз другите откупни пунктови. Со тоа се зголемува понудата кај самите откупни пунктови, а со тоа и нивната заинтересираност, односно лаганата состојба во која што се наоѓаат, и со тоа
можеме да претпоставиме дека истите тутунопроизводители и во наредниот период ќе се соочуваат со проблемите. Затоа апелиравме и потенциравме дека не се менуваат правила на игра со отпочнување на откупот на тутунот, кога им ветувавте дека ќе укинете 4-та класа. Овие работи се поставуваат во моментот на склучување на договорите. Почитувани, во моментот се склучуваат договори и истите се склучуваат по истите правила. Ова го предвидовме и во една од мерките токму во нашата информација, во која што велиме ревидирање на мострите на ориентален тутун во соработка со овластени и стручни представници на тутунопроизводителите, откупувачите и Министерството за земјоделство, штумарство и водостопанство, со што би се олеснила линијата на проверка на квалитетот на тутунопроизведениот тутун и би се зголемила висината на просечната откупна цена. Ова се правилата за кои што има надлежност и Министерството, односно директно државата и владата. Непревземањето на никакви промени доведува до тоа да ги провлекуваме истите пропусти, неконтролиран откуп, за откуп од страна на диви откупувачи, кои што на граѓаните им го зедоа тутунот од 50 до 80 до 100 денари, на кои што, потенцирам, диви откупувачи, на кои што нема да им следува ниту субвенцијата која што е законско регулирано право на секој тутунопроизводител. Затоа сметам дека фијаското на владата во земјоделскиот сектор е директна плячка на овие граѓани, бидејќи откупната цена е со повеќе од 1 евро пониска од она што истите ја имаа планирано, истите ја имаа добиено минатата година, а ова година владата и Министерството не смогна сили да им излезе во пресред со тоа што дозволи неконтролиран откуп на тутунот, односно истите со развлекување и преговарање и договарање на кои што нема никакви официјални записници за превземање на одредена обврска од страна на Министерството, туку паушално за дневно политички изјави се одржуваа овие состаноци и краен производ беше тутунопроизводителите се пак незадоволни. Во петиот пакет на мерки предвидени се 6 милиони евра за ублажување на последиците од оваа реколта на тутунопроизводството. Ова се некаде околу 10 денари по килограм, што беше пресметано, меѓутоа ни оддалеку не можат да ги покријат оние загуби на производна цена и планирана цена која што тутунопроизводителите ја имаат зацртано. Со тоа, уште еднаш потенцирате дека не сте заинтересирани за решавање на проблемот, а ова дека тутунот ќе се откупи до крајот на рокот кој што со измени на законот заеднички беше донесен за продолжување на откупниот рок. Затоа ќе видиме со која динамика истиот, меѓутоа од овде ве повикав и конкретно уште еднаш ви потенцирам и ве повикувам како владеачко мнозинство и носители на извршната власт од вашите редови. Излезете на терен, заштитете ги тутунопроизводителите, бидејќи од денешното отпочнување на откупот на овој недоговорен дел од производството е катастрофален. Односно земјоделците, тутунопроизводителите се жалат на тоа дека се проценува исклучиво 3-та и 4-та класа. Немојте да ги оставите на работ самите пак во овие неколку дена да се борат со откупувачите и истото нивниот труд да биде згазен како и претходно. Затоа, покрај добрата намера со која што се донесе овој закон, да излезете на лице место да ги заштитите овие граѓани, бидејќи уништувате, уште еднаш ќе ви потенцирам, најголема фабрика за вработување. Најголема фабрика за вработување во Република Македонија. Меѓутоа, со начинот на кој што вие владеете со нив, е токму она раздели па владеј. Ги разделивте во
оние репрезентативни и нерепрезентативни според вас здруженија и го доведоа до колапс самиот откуп на тутунопроизводството. Ви благодарам.